авиони, ти интересираат, искрено ти интересираат авиони? Многу ме интересира, многу така би Дека е сакала брзо да или знам дека лета? да ги возам. Дека лета. Дека лета, а? Ова 100% ќе изгледа како да сме го мислеле кузне колку и да сме го поставиле сценариски и така натаму, а сигурно па тој некој што ќе треба да види дека ни е интересно кога правиме муавет, трет пат се гледаме уживотов. А плюс си ни денес тука гостинка во студио. Да скокнам се небитно, Лела, добре дојде. Добро најдов, четврт пат се гледаме иначе. Кој пат се гледаме? Четврт. Ама ја те доживувам како прв пат. Ова е за мајце, ова е за на дук. Ја доживам како да те знам цел живот. Чекај да ти и јас искрено да ти кажам, некои работи ги доживувам така и убаво ми е кога ќе искочам дека не сум управо. А Не си. некогаш ми е преубаво да искочам дека сум во право и без мудрување, на пример. Знаеш што ни е многу битно? Ова кога кажувам множина, сакам да те воведам. Знаеш, нели некогаш биле Чарли Чаплин, па црно-бело телевизиско филмање. Чекај да нема да те прашувам години. И знаеш онаа првата видеокамера. Значи ова ти е муабет, браќава Манаки у Битола биле во истата продавница кај што ја купува Типов, што го воведува првото филмче. Си чула за оваа приказна? Не. Ќе разговараме за оваа приказна, како неа да ја поврземе со нешто паметно, а да не биде многу некако туторијал. И плюс, имам едно добро изненадување за тебе, ама ти кажи му на Марко да пушти шпица. Марко, пушти шпица, баш ме интересира тие камери како изгледале. Знаеш дека ова го измислив као мовете, многу беше добро, пошто може и да го направиме стварно после ова. Знаеш како, па сега, кога ќе тргнеш, кога одиш секој ден на водно, онака викаат, шо е Лела за 25 минути горе на крстот е, така. Не знам дали е така, кога не си баш редовен и кога не е на твоја тема и кога очекувањата се големи. Сега, ова ќе го спојам со еден друг муавет. Тука идат облаци, малце звездички на екранот, не знам како, амбиентално, сакам да те воведам, да ни го направиш твојот, па не е само профи муавет, туку ајде на кратко да кажам, ти си згоден човек кој живее во котлината, ги има истите проблеми како и сите други, за другите изгледа некако шарено, а кога ќе видиш па и не е баш така, ова важи за секого, значи за буквално секого, изгора на тоа имаш време да правиш нешто корисно и здраво кое може стварно па некого да инспирира. Може да даде исто буст кој ти не го приметуваш, а ќе биде многу битен во иднина, да го приберам муабетов и прашањево. Кажи ми, кога ти дојде да го правиш ова што го правиш? Зборувам за твоето дигитално, здраво, добро поставено однесување. И не многу длабоко, значи тука на плажа да си игра. Не воопшто длабоко. Баш нели тој момент дека на социјалните мрежи се покажуваат најдобрите страни. Добро. Тоа се доживува како лошо, ама не знам колку е лошо. Не, види. Па и не е толку лошо. Можам само да те поддржам, извини, ќе си упаѓаме у муабет или не кеш? Слободно. Океј, фала ти. Трикот е дека мене ми се интересни муабети кај што на пример тој што е гостин ќе каже од прилика вака се. За да бидете здрави, вие мора да знаете што е нездраво. На пример, нездраво е тој моменти сум тргнала. Со какви луѓе се сретнеш? Знам дека им помагаш на луѓе да бидат здрави преку одредени гранки. Една од нив ќе спомнам дека е добро растегнување на телото во склад со источна дисциплина, па дури можам да кажам и начин на живење, така. Дел од начин на живење, да, колку можеме да имплементираме сега во овој начин на живот ние, како што мислам, да си живееш негде на планина сам. Добро. Океј, ќе го живееш така животот као јогиски или ама тоа нема шанси. Нема, тоа е еден викенд, океј. Еден викенд, еден викенд е после супер. се балансираш со... Ама да знаеш дека после ќе правиш нешто битно у понеделник. Инаку, слободата е најтешка кога ја имаш у непотребни количини. Не викам да се затвараме и не знам што да правиме и ова да го штампаме као политика, ама сакам да ја добиеме политиката на пример. Ке си дозволам. Кога би бил мајка и кога би имал најмалце едно дете. Значи, едно дете, било какво машко, женско, големо, мало, нека е тинеџер.
би ми било многу комплицирано да обезбедам прво се што треба од типот на сметки, извршители, казни, паркинзи, општество, котлина, не знам што ќе ми ги потроши минералите и после кога ќе си дојдам дома ќе имам време да видам што е добро на мојата тема, што е здраво и како е здраво. Како се постигнува ова? Дај ми го, може брендот, може начинот, дај ми го прашакот што не прави малце поздрави со се ова што ти го спомнав ја. А си прифаќаш како самохрана мајка дека си цела една фирма, дека си Шофер. шофер, прво менаџер, организатор, шофер, Мајка да не разговараме. Значи ова се само тие споредните улоги. негователка, Мајка се Добро. психолог. Чекај да се намачам, Другар. почнав да ми гори камерава, се вика стручна, да не те замарам. Добро, Да с- извини. Да се намачкаш? Мислев дека ми донесоа од кремата. Не би Имам- рекла. Искрено, имам човек што ме вози, имам човек што ми организира гости, фина беше Сонја, мислам дека те донесе тебе кај нас во студиото. Имам тип што се бави за се, Марко ќе го поздравам, и ова ти инсерт, и човекот кој се бави за квалитетен избор на козметика. Не си играм со било што, не би си ни играл. Луѓе што првпат не гледаат, може да проверат слободно. Дури и во аналогната фаза сум пазал на вакви работи. Мислам, ова сакав да биде сериозно. Па стварно, немаш брчки воопшто. Не само што немам брчки, туку имам човек кој однапред предпоставува кај ќе биде следнава брчка ако премногу се смеам и јас големувам смеење за он да има поголем предизвик и целото тоа го викаме Natura Therapy, Nature Ironing или пеглинг на нашки или пеглање на тоа што е вишок. Ама не, фала ти за комплиментот. Знам дека си сериозна, знам дека не ми го кажеш што без врска. Мртва се. Плюс, зашто би ми правила муабет за безврска кога тој би можеле да правиме било каде на други места. Кај гостуваше последен пат? Уф, кај гостува, флеле, не ми текна. Не ми текна. Ако бе, Не ми подкаст, текна. радио, Утринска телевизија? утринска некоја емисија. Станеш рано? Станувам. Колку рано? Зависи од 5:30 до 7:30. Што ти ова распоред Тој да се пити, измеѓу. зашто си као машина? Демек, ако станам у 7:30 сум 38% порасположена да го испием првото кафе со некој. Не бе, добро, се закачам малце, ама добро, интересно ми е. Знаеш што сакам да ни кажеш? Како се прави тој првиот чекор кога одлучуваш дека тешко е да признаеш сите имаме некои аномалии. И најтешко е да признаеш дека ти си тој со таа аномалија. Ти кога ќе го освестиш, сега што правиме после? Јас имам супер талент да си откривам аномалии. Например, чекај, имам ја една Тоа не е дигитална проблем. аномалија. Сега ќе се појави кај вас да не ве фаќа паника, се е однапред осмислено, ова рачево што го гледате е многу битно и тоа што го држи е многу битно. Повели. Да ги кажам во своите... Да кажи ни го рецептот, трикот. Станувам рано, ја гледам планината 20 минути, не јадам шекер пошто не знам што. Дај ни ги модерните фази од твојот цикл. Моментов сега. Океј, да. Немам никакви такви правила. Најважно ми е сабајле да се станам да го испиам кафето во 5 минути, да се облачам, се спремам и се тоа и децава да ги однесам во Добре. школа. Множина ти се деца? Значи најважно ми е да множина. Да се живи здрави, сакав да речем, но добро. Сини Океј. керка, 16 и 12. Упа, ти си таа мајката од примерот. Добро, ќе мислат наместене муабет, за да нема врска, ти вози си, Да, вози од си. сабајле обично и немам нешто работа, ама си викам мај што ќе ги однесам во школа, што сум станала веќе толку рано, ќе отидам и на вежбање, Чекај, у на школа, фитнес. имам едно прашање околу школа. Кој одделение е помалацката или помалиот? Помалата 7. 7. Си била на родителска? Сега бев. Кој беше Иначе не најтапа одам. на родителска? Не го кажи како родител, значи заштити се од таа фаза. Кажи ми го примерот што не треба да се случува на родителска. Пошто ја ќе ти кажам нешто од градинка што ме изненади, ме извади од кондура од сабајле. Имам такво нешто да го кажам, Кажи го. да бидам лоша маца. За да не лоша, така ние ќе осетиме дека сакаме да бидеме поздрави и нема да го има тоа што ќе го кажеш ако е вистински непотребно. Па не е групно, 1 на 1 бевме, Добре. мада требаше родител и учителката, меѓутоа јас ја земав и Каја со мене да слуша и она да биде отворен муабетот, нели? Океј. Тоа што не ми се допадна е што се критикува човек кога е детето кога е повлечено или срамежливо. Тоа е не тоа не ми се- тоа тоа е не ми се- потикнувачки. Она го Тоа не ми се допадна, што тоа е карактер, едноставно тоа е она. Тоа не е затоа што она има некоја мана, него таква си е. И тоа Тоа не е е како да воопшто. кажеш сите деца што на физичко не играат одбојка, не се добри во физичко, на пример. така Ова да, е тоа е- стрипот, сакам стрипови да го ведеме.
забелешката ти е дека работите кои денес бидејќи не те прашувам за џабе. Ова денес што ќе го разговараме за 15 години, а имаме видео поддршка бидејќи сега има и дигитален израз кој ќе може да се вратат назад и ќе речат стварно точен е муабетот, дека ако денес не го вградиш тоа што сакаш да го имаш за 15 години, тогаш не може да очекуваш да го имаш, така. Во принцип, извини. Уопшто и за деца и за возрастни не го почитувам тоа категоризација некаква. Ова е, вака треба да ја има да секаде. Вака ако си добар, вака ако си нешто ти фали и обратно и тоа ме мислам јас децата им давам онака тотална слобода да се видат тоа такви какви што се и да не им прави тоа фрустрација дека не се како Да. Ај кажи ми сега како мајка како се лечи ова. Сидеш у градинка, има 30 деца. И има 30 деца и од сите деца, сите сакаат да прават, 29 сакаат да прават нешто, едно не сака да прави. Не детето, туку оној кој е одговорен за него, небитно е како и што. Што се прави? Што се прави? Ја би го дозволила да си го прави тоа што сака да го прави, да не се прави со сила. Ајде да го поставиме вака. Да не го наметнува. Дали треба да славиме Халовин? И сега, од 30 деца, 29 викаат да, и ние ќе дадеме толку пари, и едно дете вика не, моето дете не икам да слави Халовин. Океј. Детето не сака или родителот не сака? Родителот ќе сака или не сака до 12 или до 18, не знам како беше, кога одлучуваат они како да се облекуваат или не. Пошто од една страна може би и добро и здраво, вака се мајчински муабет кога две мајки си правиме. Ама може и здраво е, забележувам, например, недисциплина во однос на дисциплина. Што ќе биде дури смешно, јас го кажувам ово од аспект на некоја опција. Замисли да почнеш да правиш нешто што ти е интересно без да ти носи пари или без да ти прави комотитет. Например, одиш на работа, одиш на школа, после школа одиш, не знам, ручаш, играш со другарите, се тушираш и пола саат одлучиш, уморен сум, ама ќе го направам ова. Ако е фудбал, ќе гледам фудбал. Значи, ако е хоби, ќе го направам. Ако си геймер, можеш што сакаш да правиш. Не мора да е дома. И сега тоа како се вика дисциплина. Тактика која не е многу корисна, но кога си мал ти може и не знаеш што е корисно, бидејќи навиките кои ги воведуваш ќе ти траат цел живот. Значи ова е као гепек, гепекот не е за еден куфер. Треба да си има некој баланс во однос на тоа дисциплина. Да има нешто што мораш да го направиш, ама да има и да имаш и простор нешто што не сакаш да го направиш. Некој баланс. Едно ќе направам, едно нема да направам. Ајде да го муабетот. Те капирам скроз. Кажи ми сега вака. Кој како мајка или како шизика која комуницира со луѓе кои пазат на своето здравје. Може така да ги дефинираме. Твојата група на луѓе кои ти на некој начин се клиенти да не биде остро поставено. Не се клиенти, комуницирате. Добро. Како реагираат на новите проблеми на светот во кој сакаме да припаѓаме и ги имаме истите културни вредности од типот на, пример, трансджендерирање до одредени годишни граници. Детска програма која ги запознава од X години, ова е во нашите школи, како изгледа, што изгледа и зошто изгледа она што го викаме љубов, например. Не знам, ова е исто питко поставено и не знам, мене некако од страна ми изгледа треба да се историчен, ама добро, да не се мешаме во бизнисите. Како твојава група гледа на тоа? Прават муабет за ова или не? Прават, да. Зборам за, пошто ние имаме интернет. Интернетот е порано телевизија. Телевизијата не комуницира сите и сите сме у истото тавче. Повели. Вака, знаеш како реално иако се наметнува таа некоја нова мода во генерације во се тоа. Што викаат за модата, тоа што го прават сите во одредено време и го констатирал некој. Иако као е прифатено, ама кај нас не се прифаќа. И се има. Не разбирам, види. Поготово кога си ние сме и мало парче за да имаме некој селективен пример кој би бил пример. Не, мене ме интересира за она загрижена како го гледаат новото време. Какви се амбициите ако денес почнам да живеам поздраво? За колку време ќе ми биде подобро? Извини, ова ми беше прашање. Одлуката што се донесе веднаш веќе ќе ти биде подобро. Зашто? Затоа што од првиот чекор е ти да видиш дека нешто
не правиш како што треба, не се чувствуваш како што треба, не си баш најздрав и дека треба нешто да превземеш. Чим почнеш да мислиш дека нешто треба да направиш, уствари ти веќе и мора да направиш. Може и така да најтешкото е одлагањето на тоа. Или не добро ми не мора денес, не мора ово, не беше супер ми и вака што ќе мислам како да не глупости, значи тој denial. Тоа е мачењето фактички, психофизичко мачење. Во моментов кога ќе се соочиш дека не ми е добра и дека морам нешто да превземам врска со тоа, од тој момент веќе најтешкото завршило, него си дал веќе направил еден чекор со умот, со психиката и со намерата. Имаме еден многу здрав хит. Сега ќе го штракнеме. Имам авторски права обезбедено и од Сладкарот и од Тони Зен. Ги следиш нешто? Епте ново. Сега има може нема повеќе од месец дена, еве така да речам, за да не округлиме бројка, ама е вирално, актуелно, алгоритмички поддржано добро, плюс и кога не би имал интернет, хитов би си го слушал. Зимир. Журка у ВЦ, дими джам, жими брат, жими се. Најди ме у клуб, излодена се паре. Ей, шими ја, шими јо, жими се. Рацете у вис, горе чашите. Дими джам, жими брат, жими се. Не може ја појке ми се тресат за те. Лежи доле, нозе горе. Лежи доле, кога има ваков бит. Let's go! Еден е за кешот, 2 е за шоуто, 3 е за причата, 4 е за флоуто, 5 е за мене, 6 само за да поминам, 7 е за љубавта, 8 е за историја, 9 е за играта, се знае кому припаѓа, 9 е за 10, а 10 ми е екипата, 11 за моето мало, 12 points go to, Сладкари стига будало. Шими ја, жими се, гужва е бе гол, журка у ВЦ. Дими джам, жими брат, жими се, најди ме у клуб, излодена се паре. Сега јас ги поздравам сите оние што сега онлайн директно се вклучија и оние кои ќе си раскажуваат дека нешто битно пропуштиле, па и оние што нема да не гледаат, нема да им обрнуваме многу внимание. Да не го теретам многу муабетов, ова ни е задачава денес, пошто времето е битно и во принцип е скапа работа, сакаме да го трансферираме енергетскиот израз време во нешто здраво, паметно и убаво. Имам другарка која се вика Лела, живее во истава котлина кај што сме ние. Стани, легни, ноќе, дење, не знам, истото го прави што го правиме и ние, а си има некои своји принципи на функционирање кои па може да ги инспирираат. Не знам дека вие не прашувате. Ја не прашував исто кога сакав да направам нешто тешко, не прашував за мене, него за некој другар. Ти сега као другар, кажи ни, има ли логика вака денес, например, сите се под стрес, тука немаме муавет. Сите брзаат негде, немаме муавет. Сите се како беше она фацата, многу ми е интересно тоа, пошто сум човек што станува рано, извини, кога си наљутен од сабајле без врска. Например, стануваш на лева нога. На лева нога, окей, па стај го креветот до десниот зид и дај станувај на десна да биде окей светот. Не, како ти ја победуваш насмевката, не, како ја одржуваш насмевка со сето ова што ја го набројав, сигурно им уште 90% што ти се дешава. Како прво е тоа, нема без дисциплина, нема убав ден или убав живот. Значи мора тој некој ритуал, некој ред што си го имаш да си го да си редовна? Да, значи еве. Добро. 9 години сум со јогата, така 8 години, еве да речеме отприлика држам часови, знаеш колку пати не ми се одело? Колку пати вака нозете ми иделе. Нозете ми иделе наназад, значи не ми се станува, не ми се одиме, мрзи. И секогаш чувството дека после тоа ми е многу побаво и сум многу поенергична и многу побаво се чувствувам и целата напетост ми се трнала, се викам затоа одиш. Заради чувството потоа. А претходно Да. Ова го имаш и на планинарење. Сега а дури да не отидеш, уште полоша. Значи ако те победи тоа чувство да не ми се и нема да отидам, уште толку бетер ќе се чувствуваш виновен, дека ништо не правиш. Да ти го кажам низ моја призма. Значи ја ќе си попуштам и ќе средам се и никој нема да се наљути дека нема да отидам. Ама во првиот момент кога ќе бидам ослободен, ќе се осеќам крив дека некако не правам нешто кој што треба. Ова не знам дали се раскажува, ова типот на да те научам како да пливаш на екран. Невозможно е, а технички е возможно. И математички е возможно. И математичко, физичко, психолошки е возможно, ама ти доека не влезеш у вода или ја, не знам кого ќе бањаме у муабетов. Тоа е контекстот. А како, например,
порано праќаа писма. Сум работел во телевизија и, например, комуникацијата со публиката беше во писма, да не мисли дека имам 150 години, тоа е сега пред 2006 да речеме. Ти викаш 8 години. Како го осеќаш тоа растењето и сама со себе и во групата која си? Мислам, кого би пофалила од луѓето што работат слична работа како тебе? Например, кого треба да, знаеш, она обично плаќаат луѓе, спомниме овона. Не, ти не платено, пофали некој од твојата фела кој прави нешто добро. Чекај, има повеќе. Види, ја знаеш колку сок имам, така да take your time. Има повеќе луѓе во принцип. Така што се прават работата континуирано, упорно, без разлика ништо дали ништо вложува не труд. Ти поминува муабетот, не. Што? Не, еден, например, еве ти радиски пример. Ајде. Во принцип исклучувам утринска, ја работам на утро и тоа ми е кефот. И не ги слушам луѓе што работат во исто време и многу ми е жал и ги поздравувам. Пошто и они не ме слушаат мене. И ние се сретнуваме само на некој трети медиум. Таму кога ќе се сретнете, кај што се купуваат јога методи, јога патеки. Ако зборуваме баш за јогата, Добро, за јога. Добро. Значи, за јога форте збориме, за да ми биде јога форте. Ја почитувам мојата јога учителка од каде што сум излезана, нели? Каде што она ми помогна да станам тоа што станав. Не да. Зашто е контрадикторна и прекрасна во името? Зашто е yes no? Да. Како се представува? Ајде, кажи ми, на плажа кога одите во некоја англиска земја, како она вика која е? I'm yes no? I'm no yes? Не сум била. Не сум била, треба да идам за да видам. Со низа во странство, кажеш. Мислам, една убава задача плюс. Окей. Го стимулирам продолжението од муабетот. Сакаш дали добро те капирам. Дека, кога сакаш да бидеш здрав, шо и да правиш, ти си здрав, пошто нема врска, ти сакаш да бидеш здрав. Или зависи и шо правиш. Зависи што правиш, ама ти најдоброто да го правиш за себе, ако си оптеретен и мислиш дека не си здрав, не си здрав. Знам, тоа е кјош збор, збор откачен. Значи, ако не си откачен, тога си закачен. Ако си закачен, онда боле е да си откачен. Најболе е да си откачен и да си мислиш дека си здрав и да си веруваш во тоа и во овие нови фирми толку колку тоа што го правиш дека ви напаѓаат, например, брендови на фирми, 100%. Има светски брендови кои го покриваат регионов како што треба. Не те прашувам кој е најдобар, туку што е твојот производ кој го посакуваш и го користиш, ама нон-стоп дури не приметуваш. Не ми треба бренд, кажи ми што прави, ако не си расположен. Ако си расположена, кажи ми го и брендот, слободно. На интернет сме да не ти правам ограда. Што правам, што не леле. Да. Што користам, а што не. Да те инспирирам? Ајде. Имам рол-он што го чувам во фрижидер и многу ми е добро кога ќе оставам на подочњак, не секогаш. Не знам што материја е, да речеме. Тоа те прашувам. Да. Си верувам дека навечер кога ќе легнам пред да заспиам, дека кога си ставам на подочњациве нешто, серумче, колаген, серумче, не знам снеил или што и даја, сите серуми што ги имам одајам, дека са бајле кога се разбудам ќе ми бидат помалку изразени. Логично последователно е да бидеш позгодна во првата активност од квадратура, кај што си нема бегање од неа, и те молам намигни си. Друго ми е прашање, знаеш што те прашувам? Дали, например, ако утре почнем, обично сите имаме страф од ново. Така, и ако јас утре почнувам нешто ново, малце чудно е. Ако ти уште полошо, ако си искусен, например, најдобриот пејач. Добро. Ја не е добар јогин, не може да се расте. Не, добро, секоја професија има. Таму имаш физичка активност, теретани и така натаму. Ајде да тргнеме обратно. Кое место во котлинава произведува здрави луѓе кои не само што се здрави, него и го ставаат у функција здравје. Не знам, може да изгледа добро, напредува манекенски, моделски, пејачки, шоуменски, интелектуално. Најголемата помош е кога никој не знае дека помагате, а си го правите тоа што ви е кеф. Значи, збориме за врвни работи. Има нешто што би го издвоила, например, теретана. Имаш некој простор кај што се вежба затоа што е добра.
Значи имам отворен простор планина, имам затворен простор за јога, да. Уште еден затворен простор фитнес кај што вежбам. Отворен простор, сега еве пробав да бордам, пробувам 10 години. Чекај, имате даска таму кај што ми збориш? Има даска за да научам да бордам ако сакам утре да научам? Баш за почетници, значи такво има ритче едно благо, може да се пуштиш. Да. Чувај ми ги, значи нека има бубњеви до патекава за одење пешки, ќе свирам и ќе си одам пешки. Мислам, кога ја би го цртал моето време за вежбање и не мора другите да ме слушаат. Ако има такви бубњеви на слушалки, да. Би го миксал тоа едново со друго, пошто некако се препознавам себе умешан во некои радиски финти. Тие, ако ги надоградиш со малце поголемо здравие, джинглот е уште поубав. Каков джингл би не направила ти од твојата гледна точка, и знам дека сега трипка ти меѓа, веѓа, не знам што и не е договорено ова, и имаш право да не ми одговориш, ама кажи ми, еве преку боја, кажи ми како си помина денес и дали беше се окей, ама ако не беше окей, кажи ни дека не беше окей, за да знаеме друг кога ќе ни дојде да се брукаме. Да, нов ни е подкаст. Ова прв пат. Како твојата лајм боја. Како свежо или како мрднато? Свежо, да, кисело, така маце. Ми се свија, чекај, кисело. Сладко кисело. Сладко кисело. Кинеско, европско, евроазиско, уствари, покриваме јако. Нели? Јако, окей. Добри коктелчиња се пратите со лајм. И многу ми е киф, плюс може да ти кажам што многу ми се свија, пошто на почеток сме, некако, не знам што, и нели има публика. Секогаш покрај тие што се битнува, има и некој другар што ќе дојде и ќе јаде пуканки и ќе тропне кога не треба. Морам да го пофалам екипниот дел на студиово дека око не мрдна од тебе, а лалда ви е фалави. Повели сега ти што ќе ни кажеш. Око не мрдна. Око не мрдна, се залепија, се укочија, се дефокусираа, се антистресираа, да не ги издавам се, ама сакам да речам, нова екипа сме има и во обзир, дека сакаме да ни биде убаво и поубаво од тоа што можеме да ти го овозможиме. Дај ни го одговор на овој сериозниот дел, искрено. Како ти успева, значи да дојдеш на гости, да си расположена, да те гњавиме малце и ти пак да си мајка што живее здраво. Дај ни го рецептот. Имам шорткати, искрено. Имам шорткати. Шорткат на тоа што имам една фобија огромна, број 1, на тоа ми е старење. Не сакам да оставам. Чекај, немаш да се договориш дека не стареам и тоа е окей. Значи сум си рекла дека нема да стареам и тоа е, ама имам еден шорткат, тоа е си колагенов што си го пијам веќе година дена, си ги менувам малце. Како го извади мафијашки ко ташна има. Ама джеб си го држам така цело време. Окей, извини. Сакам само да забележам дека никој не би платил реклама кај што се прекинува рекламата. Мотивот ми беше дека од течно ни го даваш како препорака, извини. Течно го давам, да. Значи, ако мразите да стареете или да ве болат и коски, не е само тоа, и ако си сакате убава коса, убави ногти, зглобовите да ви функционираат како што треба, тоа е спасот за... Има врска кои зглобови, ако пијам, например, од сабајле. Дали рачните зглобови се појаки или навечер, пошто не... Одгоре надолу оди. Одгоре надолу оди, да. Добро, може искрено исто да ги подсетам оние дека кои сакаат стварно да фатат забелешки и да се стават у филм дека нешто битно прават, земете си тефтер и запишувајте ги овие финтиве, бидејќи не се памти се и покрај тоа што изгледа битно. Кажи ми што друго да ептен многу е комплицирано, да, значи земаш една чаша вода, ставаш една лажичка од колагенот, го мешаш. Кафена или супена или нешто појако. Негова лажичка си има специјална. Да, значи тоа мора да се припази и го ставаш, го тотураш на водата така полека си го мешаш. Кој правец го мешаш? Искрено, на лево, десно, обратно од саатот или како? Према десно. Обратно од саатот го мешаш. Обратно од саатот го мешаш. Помина на тесто. Знаеш зошто? Вториот пат ако сакаш може и од десно према лево. Да, ама тоа чисто ради математика. Инаку кога го мешаш обратно од саатот, го мешаш во обратен правец од правецот на вртење на планетава и ти као дупло да го мешаш автоматски подобро тие. Тата годините одат наназад. Како што оди саатот. Да. Така како што оди лажицата обратно, така и годините одат наназад. Цела финта си ја каже и сега како знаеш дека си ја издаваш финтата, така? Мора, тоа е многу важно, треба. Смеја да користа други. Смеја да користа, да не ја кажуваат оваа тајна. Знам и тоа дека е така. На никој да не ја кажат, ама тоа е редот. Чека знаеш дека
Добро. Знаеш дека сме вирални со колагенов со сестра ми, тоа видео сте го видела онака со јога едно? Милион вјус има. Милион вјус. Чекај, има видео кај што ти си у згодна варијанта, има една И фрајерка сестра ми, сестра ми да е и она е згодна варијанта. Да. Види, го знам видеото од општа култура. Да ме прашаш вака сега многу пресудно, знам дека е за нешто здраво, знам дека е окей. Боите ти текнуваат како бевме облечени? Има многу добри розево со бела мајца. Значи стварно е вирално. Гледа, чим Викса го знае. Не би почињал воопшто проект со лажење. Замисли, 200 Без да е години на радио. милион, да. Не, нема лажење. Пусто, не знам како да ти кажам дека некои работи мора да ги видиш. Видиш, не знам како сум го видел. Сега искочи дека bona маниакално. Не, да, од општа култура е присутно. Каде е снимено? Сега иска да, продукцијата и пејачот, ама те прашувам, стварно добро изгледа и топло е местото. Кај мене во студио. Клуб 8. Запишеме таму. Јас, ако не можам ја да дам, ќе пратам човек што ќе вежба у моје име. Да, или ќе се уклучиш онлайн на телефонче, ќе си бидеш исто како да си. Ајде да направиме еден AI муабет. Например, ајде да направиме еден муабет од иднината. Натура терапи 2035. Како изгледаат кремиве? Како изгледа... Како би изгледале, знаеш како би изгледале? Вака као една капка, ама да делува на цело лице и тело. Не, чекај ќе го. Да, може. Не. Само една капка. Не. Топ е планот и така ќе изгледа шампон. Например, шампонот ќе биде спакуван во пипета. Ти само ќе треба да пуштиш вода, го зимаш твојот, па ванила, па кокос, не знам да не измислувам, цитрон. Колаген, па 20 години назад. Ама не секој ден. Секоја среда, пошто сум расположен за колаген у среда, не знам вака сега да го измислам. Или кога свирам на контрабас, земав часови кој инструмент, многу сум запален. Кој инструмент? Сега тапани, ама крајната цел ми е клавиатура, било каква. Така што, ама ова е хоби, нема врска. А пееш? Сакам, не знам. Мислам дека не знам. Некои луѓе, ама не знам, тоа не можам да го истражувам покасно. Али фала ти за прашањето, ми е кеф, дека вака кога збори човек. Зашто ти е кеф тебе да збориш? Да си правиш муабет? Зашто? За убавина, за деца, не класична мајка, можам да се зборувам така. Какво сокче пие дете? По цел ден. Сокче е многу битно, значи тие сокови полни без врска, со само некои вкусови, а без никаква функција, не им давам. Немаме дома. А замисли да имаш ама здравомат. затоа... Чекай, да ти дам еден Чекай, ама ги знаеш ли овие? Сам ти, окей. Само да видам. Тој помаранчастиот искрено го неам пробано, ти ми личи на портокал. Не е поврзано со деца, ама ова Одма почна Тилова да ми кашла дека само секунда. Знаеш дека ова е прво сокче кај нас, сокче ќе го кажам, напиток е фактички прв функционален напиток затоа што си има D витамин, C витамин, цинк за имунитет. Ова е сега ова поготово. се пие као вода, така. Наместо може не знам. Наместо сок, наместо цедевита, наместо Ја ги викам овие се не, знаеш како? Не Лела, уживај си. Не, наместо вака, ако се вратиме порано, ова е сокот кога ќе дојат гости. А денешно време мене ми е многу поинтересно од како има вакви интересни ароматски води, пошто водава не викам дека е досадна, али секојдневно водеста е, ако поинтересно е да ја мешаш со добри суплементи. Па, а зашто ова ми го да извади? Демек, тука дека стоеше, ова случајно стои тука, нема врска со спонзор. Не, тој иначе јас го пиев, само сакав да ти го дадам. Ти го само ако сакаш отворено да. Да, директно го. Марко, стави го у фрижидерот, стави у сеф, ние да видиме како ќе реагира. Правам некои експерименти со гостите, ама ти биди си лабава, уживај си. Да. Марче, само со нога земи го, молим те да не биде дека со рака као наместено. Извини, Лела. Значи секогаш си е достапно сокчево или водава или како сакаш напиток интересна да го... вода која се вика вака и така. Океј. Да, имунобуст. Може да го најдат веќе и во маркетите Зур, Кам, Китго и Дим. Ја го сретнем во Стоколм, ама не ти се меша, мајте, океј. Ја без два пати да видам што прават у Стоколм. Не, извинете. Ја без две тури до Стоколм и да правам да пукне. Многу сакам да правам муабет со луѓе. Може и се приметува.
Не знам во Стокомак колку фактички. Не, добро, окей, Стокомак, да. Кам, сакаш као топ листа да ги правиме? Например, на место број 5, кај што има сокови во ред. Кам. Маркет. Кам маркет. И ја ќе кажам, Стокомак. Не Стокомак, Кит го. Значи, кам маркет. Кит го. Зур. Маркет. Жито. Жито. Маркет. И дај уште еден. Од понова првиот, кај ми го, да го затворам као циклус. Од понова, ајде. Окей. Кит го. Маркет. Зур. Маркет. Жито. Маркет. Кам. Маркет. И дим. Дим која сме, ја искрено да ти кажам, не, го знам Диме, електронската верзија од Диме ми е близок. Дим или е грешка или Дим. може и не ги знам. Дим ќе треба да го посетиме. Каков му е мејлот на Диме? Дим е google.raft. Рафт нешто фрижидер, сок. Окей. Набилдана вода која ја продаваме и ја конзумираме. Баш набилдана вода, да, со Знаеш ли кај тоа како концепт? тие вежбачите што Вода малку се која- повежбани. Вода која држи до себе. Етеа до тебе. Да. Слободно. Ти се ако го пробава два сока имаме за секој гости, нич не се стегај, а ти стварно го зема тоа портокалот, да. За малце ќе го испиев. Не е брзано. вода, не е вода со вкусче, него е баш како Дечко и девојка. Дечко и девојка па многу се сакаат, они како едно се. Да ти го дефинирам, водава и тоа што треба да е дечко, си пркаат работа, уживај си сам. Океј. да. Дај ни уште Смешно. нешто конкретно од тие кратките муабети. Од кратките муабети. Например, Од кратките муабети, еве ајде да речам, кога би била гостинка на подкаст, што би кажала нешто добро за спонзорот? Ова не е прашање, само те вака ти наведувам. што би кажала добро, вака. Да. Значи, колку и да е, јас се грижам за моето здравје и тоа со години трае и за моите убавина се и мајка сум и одговорна личност и тантра. Немам баш време и не сум баш одговорна за кујна и за храна и за се тоа. Едноставно немам време, не реално. одговорна? Ги оставаш отворени фиоките или не знаеш да готвиш? Што е трикот? Дај него. Не можам да кажам не знам да готвам. Него немам Зашто време. не можам? Јас знам да готвам 2 јадења и ништо друго не знам. Знам 3, 4 знам. Ајде да видам првото што го правиш најбоље, кое е? Да видам сега, значи не ама пази, Пржени лепчиња со јајца. со јајце и наместо јогурт имунобуст. Може. Второ, но тие малце потрадиционалните мусака знаеш да правиш? Ја не знам. Тоа многу Би традиционално. сакал, окей, Орис претешко. сега научи да Чекај, го правам. О, рис или орис? О, рис. Добро, Рис, о. добро, окей. Знаеш да правиш некој, например, нешто сладко што е десерт, а не е баш... Знам. Не е штетно. Знам. Пошто нели све што е Протеински Океј. амерички палачинки, тие знам да ги правам. Чекај полека збори. протеиното Чекај да полека, не растра. брзај. Значи Многу се палачинки, полесни него амерички. класичните класични палачинки, не знам, мислам нашиве палачинки да ги Волкави правам. се? Да, и кицки подебели се, се? и дебелки се и баш се онака за фитнес Што правиш? луѓе, велнес Пред луѓе. вежбање или после вежбање? Не мора вака да држам, така свати која е палачинка. Многу сакам сладко. Окей. Пред или после? После? После вежбање? После вежбање. Кај Види ти тоа, ова помага? не се прави, дека многу често се прави, ама кога се прави, се прават амерички. Не се кире никој нема протеински да се на рецепти. палачинки. Мене Лела и Викса ми кажа, секој ден и гледа што ми се деси едната рака поразвиена ми е друга, пошто на лево го пијам суплемент. Не, окей. Не, ние само инспирираме, немаме насока да тормозиме било кого, уживај си. Да. Пуст кај нас и на гости бе, опушти се. Стварно, сме Издиши запнале длабоко. преска, збори нешто, не знам, дај ни нешто паметно што не те прашал никој, а не ќеш да го кажеш. Паметно, а не ќе да го кажам. Тие две во Ја би си едно. отишол на твое место, вака Тие да ми овие рече две во некој. едно. Окей, супер, Се ајде. шахмат ми правиш. Како Знам, да кажам паметно, знам. а што не ќе да го кажам. Тоа да. Демек, ова знаеш каква финта е? Ај, од сега, например, ја ќе ти кажам нешто, а ти не мисли на него. Слон. Мајмун. Сега мислам и на слон и на мајмун. Океј, ја капираме вибрацијата, добро. Ја мислам дека, види, јас ги исцрпев двете прашања што ми беа однапред смислени и сакав да те прашам, искрено. Би ни дошла пак како те поканиме, ама биди фер, имаме емоциометар
тоа е некоја дигитална апликација која открива со колку посто гостинката го ужива интервјуто. Ке ти пречи да ги ставиме бројките? Од гримасите? Не можам да ти кажам, бидејќи после гостите ќе не се местат и ќе мислат дека е тоа. Не, ротацијски е. Например, кај жени зема сегде зема говор на тело, психологија, значење, сленгови, пресметува зошто, како, каков е зборот. Ја у принципи не знам што се прави, ние му дадовме налог да ни даде колку интересно си поменал гостинот и која е реалната вистинска точка на она што го збори. Колку пати се повторува, дали е в паушал рече. Немаш тука гајле, добрите се проценти, не смеам да ти кажам. Добрите се бројките. Мене ми е малце дури, мислам, таман почнавме. Секогаш која е добро е кратко. Толку? Секогаш која е добро е кратко. За друго зборам, ама од една друга насока, например, најдолгиот пат е краток како ти е кеф. Најкраткиот пат е ужасно долг како Не за ова мој мудрување, имам еден другар кинес и он демек ги вика кинески поговорки. Не ми е твојата омилена здрава поговорка. Омилена здрава поговорка? Ама на кај камера, некои згодни луѓе што не гледаат. Кажи ми, у фаца, онака у монитор, кажи, еве си. Здраво, јас сум Лела и вие ако сакате да бидете окей, а и не мора, ама ако треба и се ова са бајле го мислев баш, са бајле, са не можам да го сурочам така као од една реченица. Ама зборуваме сите за живее во моментот. Уживај во моментот, ама за моментот да можеш да го живееш и да го уживаш, многу зависи што правиш за да тој момент да стигнеш, така да некој баланс на работа на себе, на совесно си живееш за да можеш да си живееш убаво со чиста совест во моментот. Ето тоа. Ме свати? Лила, а може тоа да го скратиме, ако не ми извежбано. Фрли го убаво ако слободно, ако го имаш као форма, фрли го одма, ако не ќе ти дам нешто друго. Дај ми нешто. Например, колкав процент на себе се доживаш као коцкар? Например, не знам, гледаш фудбал? Не коцкар, како се вика македонскиот збор за хазард? Не ми тикна. Да, не, во тоа насока тоа е, само, знаеш, како кога се со некои работи е, можеш да се коцкаш, со некои не. И сега ти можеш и го тоа, не знам како се вика, куќа, жена, да, ама се нормалните луѓе со што се коцкаш, во таа смисла. Што е тоа што ако не почнеш да го правиш сега, дупло поише ќе треба да го ставаш попосле, ама индиректно ставим го. Например, ако имаш 35 години, и живееш на Балканов, 100% дишењето, воздухот ова ќе ти направи некој темен тен, ова е лекот како да немаш темен тен. Ја измишлям. Ако постои нешто такво, дај него, ако не, вози си нешто друго. Не знам со што се коцкам, ако ме прашуваш. Не, види со што се коцкаме. Например, понекогаш возиш кола што не е регистрирана. Знаеш зошто? Да, ма не, ова е фундамент. Затоа што можеш да најдеш врски да не те казнат. И тоа е балканска опција, ама не е само на Балканот. Например, најголемата кинеска фирма во Кина, млекара, најде злоупотреба од додавање вода во млекото. Ова го имаш во 85-та година кај нас. Значи, секој регион ги порежувае тие, во тој контекст те прашам. Тие човечките адомалии, не е битно дали си јапонец, ке украдеш ако не те гледа никој. Глупости, ама дете, тоа е. Не знам, си ги оставам сите си викаме, не бе, ја имам добра генетика, ќе изгледам добро и на 55. Океј. Се коцкам со спиењето. Тоа сакам да те прашам. Со спиењето. Со кого се коцкаш на спиење и кажи ми дали можам некако да помогнам. Значи ја ќе стојам и ќе гледам како шо со себе си. Едното вика мораш да спиеш 8 сати, 7 сати, тоа што читаме цело време, другата вика ајде бе можеш и без спиење толку години. И со 4-5 сати. Па иш да не спиеш, онака можеш да функционираш си фраер. Со тоа се Како? Кој улетува тука да им каже ти си управа, ти не си управа? На кој как му одговара поише? Па, ама добро, и вака поставено, ова не е баш лесно, ама интересно ако ти успее. Ми успева да те не си. Искрено ми имам кеф. До вие 20 години. Знаеш дека е модерно да се жалат луѓе. Никој не премоет. Како си? Па види, со оглед на ова како што услови алатки, па и топ сум, не е баш добро, не знам како. Има интернет инфекција, знаеш? Ама знаеш, уште поинтересно, ако не се жалиш, си негативец.
дате, модерен си ако си намрштен. Сакаш да кажеш љуци и Ако си дефолт така си мрчкаш, така и ако Океј. си критикуваш и ово, и ако свети смета и ако збориш цело време колку е лош денот, тогаш си тренд. Сега знам дека ти ќе ме сватиш. Мада те ставам у пасивно-агресивна позиција, ама мислам дека ќе имам право. Финтата е дека кога правиш нешто што не го прават сите, а не им пречи на другите, а некако го прават и други и е природно, цела работа заврши. Еве, постави го. Например, сите се наљутени. Само да не бидеш љут, ти као да си расположен. А не си, пази, ти може и дупло поише ке си расположен ако сите се нељути. Нељути, да. Но окей, го прифаќам и го компензирам, односно трансферирам овој онака лайфстайл муавет. На што те асоцира? Онака не Накако. не течно. Например, на што прво ти текно е дека ќе го направиш дома после туширање. После туширање што ќе направам? Не знам нешто што го правиме сите. Па нема да си легнам. Не бе добро. Да, окей. Као што Нема не се се пие легнам. сок пред пливање, се пие Да. после пливање. Да. Не знам. Имунитетски. Ако бе добро, скокни го. Му кажи ми Мунти. Мунти е зборот за не ми се свиѓа муабетов, идеме понатаму. Мунти. Мунти, вистина, да. Мунти. Ова ти... Само дојда. Мислам, сакам концептуално да ти испратиме, да знаеш дека и кога ќе си отидеш, ќе ни фалиш, но во нормална доза на недостигање до следното гледање. Можеме така да го поставиме? Значи заедно ќе си одиме. Фала ти, добар комплимент. Сакав да кажам, па тогаш јас ќе не одвемам двајцата. Да. Дечки, ова е сега некој вид на експеримент. Ова и не се важи. Викаат, а ќе разговараме и кои се тие што викаат и зашто сите викаат дека они викаат, но да не го комплицирам муабетов. Ако осетите некои вибрации дека нешто ви фали, некоја згодна фраерка, некое добро надкаст шоу, тоа е ова шоу, пошто оно има почеток и крај и практично сериски живее од време на време еднаш неделно. Не можам да ви кажам со сигурност дали следниот пат ќе се видиме во, не знам, наутичка фаза, спортска фаза. Ќе биде интересно, тоа сум сигурен. Изборот на гости е веќе потврден, се е утврдено до 2027, да знаете, не ве пипаме, се ни е организирано во смисол на гости, значи вие треба само онака да си лежерно проверувате што има дигитално ново од котлината и главниот град. Ова издание ќе ви фали Лела. Ја нема да ви фалам, пошто ќе се појавам на едно друго место, ама вие бркајте си работа.